Благодарам. Почитувани граѓани, колеги пратеници, веќе втор ден дискутираме за финансискиот план за работењето на Македонската радио телевизија за 2016 година. И бидејќи јавниот сервис се финансира од пари на граѓаните, треба да имаме и сериозна дебата на оваа тема. За 2016 година за потребите на МРТ се предвидени над 21 милион евра пари на граѓаните. И без разлика, дали се тоа пари од радиодифузна такса, дали се директни пари од владата, дали се пари од Министерството за култура или Министерството за информатичко општество, или пари од закуп на имот, кој што исто така е на граѓаните, секако на крајот овие 21 милион евра се пари на граѓаните. Значи 21 милион евра пари директно од џебот на граѓаните. Ајде да видиме што се вели во воведот на годишната програма на МРТ за минатата година. Вели вака: задача и улога на МРТ како јавен радиодифузен сервис во земјата е да придонесе за остварување на медиумски плурализам и демократско општество. Во текот на 2015 година МРТ ќе обезбеди достапност до високо квалитетна програма и ќе даде значаен придонес во медиумскиот сектор во целина. Македонската радиотелевизија како радиодифузен сервис во Република Македонија во 2015 година ќе извршува својата дејност што опфаќа производство и обезбедување на радио и телевизиски програми на сите програмски сервиси согласно законските обврски. Во својата програмска понуда во 2015 година МРТ ќе ги остварува основните функции на јавниот сервис утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и тоа универзалност на својата програма, нагласувам независна уредувачка политика, разновидност на програмската содржина, одговорност и висок квалитет на својата програмска понуда. Ајде, почитувани колеги пратеници, да видиме преку неколку примери дали навистина на овој начин работеше МРТВ во 2015 година. Верувам дека сите ќе се согласите, изминатата 2015 година помина во знакот на вистината, односно помина во знакот на вистината за Македонија, односно, народно кажани, бомбите на опозицијата. Само за подсетување, Македонската радиотелевизија не емитуваше ниту една од овие снимки од проектот Вистината за Македонија и селективно или воопшто не ги објавуваше изјавите и пресовите на лидерот на опозицијата и на сите останати луѓе од опозицијата кои што говореа на оваа тема. И, почитувани колеги, да не биде дека како опозиција само обвинуваме, да не биде дека говориме на памет, ајде да видиме што вели извештајот на Европската комисија баш за овој дел за бомбите и за проектот Вистината за Македонија. Европскиот извештај вели вака: не е обезбедена целосна уредувачка независност на МРТВ. Не успева да информира јавноста за прашања од јавен интерес, вклучувајќи ја и аферата со прислушкувани телефонски разговори. Потврлува во балансирано и неселективно информирање со што ја поткопа неговата улога како јавен радиодифузер. Ако велите, колеги, дека опозицијата лаже, Европска унија сигурно не лаже. Ајде да продолжиме понатаму. Пред некој ден, пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство не одеше во живо, а МРТВ селективно и, што би рекле вие, сечено, лепено и монтирано го пренесе. Токму така, тоа е истото специјално јавно обвинителство кое сите лидери на партии го избраа заедно и кој, ве подсетувам, сите ние како пратеници овде го изгласавме за да расчисти со криминалот кој произлезе од бомбите од Вистината за Македонија. Дополнително, МРТВ немаше ниту една иницијатива за ТВ дуел помеѓу лидерите на опозицијата и на власта за време на минатите избори. Напротив, и на сите изборни циклуси претходно, но и на минатите председателски и предвремени парламентарни избори, МРТВ известуваше максимално пристрасно во корист на Никола Груевски и ВМРО ДПМН.
И колеги пратеници, почитувани граѓани, ајде повторно да не биде дека само обвинуваме, ајде да видиме што велат за оваа работа извештаите за изборите на Европската комисија и на ОПСИ и на ОДИХР. Европската комисија вели вака: за време на локалните избори во март 2013 година, Советот за радиодифузија и ОПСИ и ОДИХР забележаа недостаток на балансирано покривање од страна на повеќе медиуми, вклучувајќи го јавниот сервис. Продолжува Европската комисија и вели: јавниот радиодифузен сервис не ја извршува целосно својата улога за да обезбеди балансирано и објективно информирање, а неговата политичка пристрасност беше евидентирана и од ОПСИ и ОДИХР за време на минатогодишните и годинешните избори. Хајде да видиме и ОПСИ и ОДИХР во својот извештај за изборите што велат. Велат вака: јавниот радиодифузер не обезбеди избалансирано и еднакво медиумско покривање за сите кандидати и партии. Извештајот на ОПСИ и ОДИХР продолжува и вели вака: на МРТ не е дозволено платено политичко рекламирање, но е обврзана да одреди време за бесплатни политички представувања. Спротивно на изборниот законник, МРТВ за председателските кандидати не обезбеди бесплатен термин пред вториот круг на изборите. И продолжува извештајот на ОПСИ и ОДИХР и вели: ВМРО ДПМН и господинот Иванов, кои добија позитивно медиумско покривање со нагласување на нивните постигнувања и идни проекти, а сите негативни вести кои се однесуваа на партијата ВМРО ДПМН и кандидатот кој таа го поддржа беа во голема мера занемарени. И завршува извештајот на ОПСИ и ОДИХР за изборите и вели: радиодифузерите, а особено јавните, тоа е МРТВ, треба да направат дополнителни напори за јасно разграничување меѓу официјалните владини активности на кандидатите и нивно појавување во контекст на изборната кампања. Почитувани граѓани, повеќе од јасно е дека ВМРО ДПМН целосно го партизираше јавниот сервис и ВМРО ДПМН го трансформираше јавниот сервис од МРТВ во ВМРО-ТВ. Па погледнете ги, господа од МРТВ, господи, се извинувам, и колеги пратеници, погледнете ги само јавните сервиси во соседството. Да му е мерак на човек да ги гледа. Погледнете го РТС во Србија и ХРТВ во Хрватска и засрамете се на кое ниво и на кое дередже го доведовте нашиот јавен сервис. Јас колку што се сеќавам, порано МРТ вршеше преноси од англиска премиер лига во фудбал. Сега врши само пренос и пропаганда единствено на поранешниот премиер Никола Груевски. Почитувани граѓани, МРТВ или поново ВМРО-ТВ е во целосна одбрана и заштита на ликот и делото на Никола Груевски, поранешен премиер на Република Македонија. И токму затоа ние за оваа одлука како опозиција ќе гласаме против. А се обврзуваме во нашата програма преку низа реформи да го департизираме МРТВ и повторно да обезбедиме јавен сервис. Јавен сервис кој ќе работи и известува за јавноста, а не само за ВМРО ДПМН. Со една реченица, новата власт на СДСМ повторно ќе го врати МРТВ наместо ВМРО-ТВ. Благодарам.